Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Таква работа барав кој што може да си го работам, да не сум зависен од друг. Не сакав да бидам стариот Дарко што по улицата продаваше дрога, знаеше да укради. Зависници и лица со попреченост во битка за нормален живот. Ние сме нели релативно млада терапевска заедница, ама тие кои што имаат завршено програмата има многу позитивни приказни. Владата во потрага по решение за стопираните државни испити во 13 институции по истрагата за Инвока Гроуп. Ние од нив добивме писмено известување дека не се во можност да продолжат со работа, затоа што им се одземени компјутерите. Опозицијата во 2019 предупредила за можно манипулирање со приемниот испит за Академијата за суди и обвинители. Неколку лица, директно поврзани со ЗАЕВ, Рашковски и СДСМ, оствариле нетипично високи резултати. Управата за водење матични книги под лупа на антикорупцијска по тендерот од $500,000 доделен на штотуку регистрирана фирма. Ние не застануваме само околу таа конкретна набавка, туку кога отвараме предмети, се обидуваме да го имаме поширока, да добиеме пошироката слика. Треба ли да биде разрешен директорот на пазарниот инспекторат поради пркосот кон премиерот? Па ја мислам не е исправно тоа, затоа што еве и вработените сите го поддржуваат. Па доеташкар кој мени фарманире. Може би треба некој компромис. Реклами па сториите. Еден од темелните постулати на кои се поставени или барем треба да се поставени современите демократски општества е обезбедувањето средина во која секој поединец има еднакви шанси за успех и реализација во животот. Сторијата на Зоран Јовановски го поставува прашањето што со оние кои имаат некаква попреченост или оние кои попатно направиле грешка од која често и нема враќање. Потешко е, но и тогаш има решение ако се вложат не само пари, туку и многу љубов и посветеност. Чипс од органски јаболка, без каков било додаток, само јаболка. Веројатно, малкумина знаат дека ова е македонски производ направен во Струмица, зад кој се крие несекојдневна приказна. Идејата е на Сдруженијето Избор, а се произведува во нивниот центар за професионална рехабилитација. Овде се одвива целиот производствен процес, во кој се вклучени луѓе со попреченост. Дел од тимот речиси 1 година е и Ристо Филев. Најпрво се пере јаболката, потоа на машина се вади срцевина, потоа се сецка на друга машина, се реди во лесан и во печка се печи 12 часа. И потоа ја чистиме јаболката и ја пакуваме во кесиња. Покрај чипсот од јаболка, во зависност од сезоната, произведуваат и други сушени овошја. Филев и неговите колеги велат дека имаат пријатна работна атмосфера, а обврските одговараат на нивните можности. А јас да ви кажам, од годините барав работа, само не можев да најдам. Таква работа барав кој што може да си го работам, да не сум зависен од друг, од колеги, било како. И за сега, кога се отвори овој проект, нели, јас чинам луѓето како мене, ако му се работи на човек, нели, да е вработен, се во ред да оди, ја чинам, ќе си најде работа. Една од целите на оваа програма на Сдруженијето Избор е остварувајќи приходи да станат самоодржливи. Овие економски активности ни помагаат во два правци. Прво ни помагаат да со остварените приходи може да креираме работни места за листа што ги поминуваат тренинг обуките кај нас. И второ, тоа е патот до самоодржливост. Значи да станеме што е можно час поскоро самоодржливи и да можеме, менаџирајќи си ги програмите, остварувајќи приходи, да можеме да обстојуваме и понатаму на пазарот. И како програма, и како економска единица. Имаат специјален едукатор и рехабилитатор кој прави проценка на способностите на лицата во центарот. Според проценката, им овозможуваат соодветна обука за стекнување вештини и наоѓање работа. Целта е да утврдиме што тие можат
што тие знаат и умеат, и да сето тоа го насочиме, претходно правејќи добра анализа на пазарот на трудот, во смисла на тоа од што има потреба, да кажеме, фирмите за вработување, ние правиме, изготвуваме еден индивидуален план и ги насочуваме, односно им бараме соодветни вработувања. Имаат многу примери на луѓе кои успешно го поминале овој процес. Иле Гичев е еден од нив. Тој работи во оваа фабрика за мебел. Работата е многу добра. Се работам со колегите. Јас сум помошник на двете машини, поточно на оваа машина, со колегата заедно, ако треба да ова за испомош. Би поминава многу фино денот. Смеих, шали и така. Ми поминува денот супер. И чекам само да дојде друг ден, па да бидеме заедно, нели? 21-годишниот Костадин Николов работи во истата фабрика. До работната позиција стигнал благодарение на стекнатите вештини за работа со компјутерски програми. Мојата позиција тука е да правам налози за машината, како да ги крои парчињата и потоа, после тој процес, се создаваат тие елементи за склопување на некој вид на елемент, мебел. Колегите се супер, ме прифатија, некогаш има тешки денови, некогаш има опуштени денови, како например овој. И мислам дека супер се сложувам и со газдите, и со шефот, и со другите соработници. Еден од сопствениците на компанијата објаснува како се регрутираат соодветни кадри. Прво разговараме дали имате потреба од некој работник и за која фаза, која дејност ни треба. И сега тука, ако се најдеме од тие некои сегменти, дали ни треба и што ни треба, ние кажуваме нашите потреби, тој после наоѓа луѓе кои се компетентни, кои ќе може да ги научиме да работат таа функција што има ние потреба. Избор произведува и здрави органски салати, кои според составот всушност се комплетен оброк и веќе ги има во маркетите. Дел од суровините, органски зеленчук и овошје што Избор ги користи за своите производи, се одгледуваат во Покров. Тоа е тераписка заедница за луѓе со различни зависности. Зад овие ѕидови многумина го направиле првиот чекор кон почетокот на важна животна промена. Покров работи во овој поранешен воен комплекс. Во него сега има 25 мина што се обидуваат да ја прекинат зависноста, најчесто од користење дрога. На 34 годишниот Дарко од Прилеп ова му е втор обид. За заедницава овдека слушнав на мојата 31 година, имав еден обид, но безуспешен. И сега ми е втор пат. А овај пат сум со надеж и целите ми се поразлични од првиот пат. Затоа што овај пат имав можност надвор и да се дрогирам и да правам се што сакам, ама едноставно не сакав да бидам стариот тој. Не сакав да бидам стариот Дарко што по улицата продаваше дрога, знаеше да укради, знаеше да превари. Едноставно не сакам да бидам тој. Сакам да бидам тој што сум бил некогаш пред да почнам со зависноста и да продолжам како зависноста да е едно лошо искуство во мојот живот. Ѓорѓи Хаджикотаров, кој е председател на локално здружение на производители на органска храна, го обучува за органско пчеларење. Програмата овдека многу добро смислена. Значи имаме од Савајле, стануваме кафе, доручек и после има работно окупациона. Не се бара од нас ние нешто да работиме ки знае колку, него кој колку што може, толку нешто да се работи, да се комуницира меѓусобно, комуницираме со клиентите меѓусебно и си помагаме на тој начин. Покрај пчеларењето, тој е вклучен и во земјоделските активности со останатите соборци. Под овие пластеници одгледуваат органски зеленчук. Сега во рана фаза се доматите и краставиците. Секојдневно по неколку часа, секој од нив е со својата задача. Во тој период од 8 до 12 сато ние сме надвор и работиме нешто. Така да тоа ни помага да се ослободиме од мислите, моментално што ги имаме, да кажеме, ние како зависници имаме секакви мисли во главата, а работно-окупационата терапија ни помага да се ослободиме од тие мисли. Покрај тој бенефит, заедницата има и економска полза. Со разновидноста и квалитетот во органското производство, Покров е член на Сдруженијето на производители на органска храна Органологистик од Струмица.
Ние, се разбира, од наша страна пружаме услуги на база на совети, на советодавни услуги за да имат тие уште поголем добробит за тоа како е производството, на кој начин да може тие да го произведат тоа, а се разбира и на делот и на пласманот и на органските производи. На другиот крај од местово е овоштарникот. Срешите веќе расцутеле. Дел од луѓето кои по завршувањето на програмата ќе покажат интерес се вработуваат во Покров. Ѓорѓи од Кратово ја поминал 18-месечната програма и веќе една година е вработен како оператор кој ги координира работните задолженија. Јас работата ја прифатив, ја сакам работата, ги разбирам клиентите, сум бил во нивна кожа и мислам дека е добро и јас ако можем да помогнам на луѓето. Одржуваат и групна психотерапија со психолог и социјален работник. Тоа е можност да се сподели личната приказна и да се слушне туѓа. Многу е силна групната поддршка и групната психотерапија делува многу позитивно. Тука се сите со малтене исти проблеми, односно знаат како првично е секогаш, нели, малку се позатворени луѓето кои што доаѓаат, меѓутоа веднаш се случува да се отворат на група и да едноставно кажат што е тоа што им се случува и како и на кој начин се справувале досега, па пробуваме да едноставно понудиме поефикасни решенија на одредени проблеми. Целата програма има 3 дела. Започнува со прилагодување и детоксикација на организмот, продолжува со стекнување работни навики и ресоциализација, а треба да заврши со повторно вклучување во животот надвор од Покров. Тие луѓе кои што остануваат до крај, значи голем дел од нив остануваат чисти подолго време. Таа е борба која трае цел живот. Ние сме нели релативно млада терапевска заедница, ама тие кои што имаат завршено програмата има многу позитивни приказни, значи луѓе кои што се уште се чисти. Сдруженијето Избор и терапевската заедница Покров се поддржани од Швајцарската агенција за развој и соработка и UNDP. Соработуваат со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и локалната самоуправа. Ако не се тие странски донации, многу тешко ќе функционираме или воопшто нема да функционираме. Ние сега што направивме? Создадовме еден, јас го викам, хибриден модел на финансирање или модел на споделена одговорност, во кој ќе учествуват и странски донатори, учествуват невладини организации, учествуват организации како што е UNDP и на крајот учествуват и домашни институции, министерства, нели и Агенцијата за вработување. Што ни помага тоа? Тоа ни помага да направиме еден спој и од повеќе извори да направиме една одржлива програма која потоа има тенденција да стане само одржлива, бидејќи сериозни средства се инвестирани во овие два тренинг центра и тоа ни гарантира дека ќе остваруваме повеќе приходи, а со тие приходи ќе направиме и еден голем исчекор кон нашата самоодржливост. Во Министерството за труд и социјална политика ги прашавме дали државата може да ја преземе главната поддржувачка улога кога странските донатори би се повлекле. Министерката Јагода Шахпаска најави основање национален центар за поддршка на социјални предпријатија и донесување соодветен закон. Овој центар треба да им даде целосната поддршка како од моментот на создавање на социјалните предпријатија, така и во подготовката на нивните планови. Меѓутоа, бизнис планови во текот на работењето, но многу е значајно поддршката што треба да ја добиваат на локално ниво, во соработка со локалната заедница, односно со единиците на локална самоуправа, општините, компаниите кои што постојат на локално ниво и секако граѓанскиот сектор кој што ќе ја дава поддршката за воспоставувањето на овие социјални предпријатија. Во меѓувреме, државата продолжува да партиципира во комбинираниот модел на финансирање на двата центри во Струмичко во нивната битка да стигнат до самоодржливост. Директорот на Државниот пазарен инспекторат деновиве влезе во вербален конфликт со премиерот кој кулминираше со најава на Зоран Заев за разрешување на Стојко Пауновски. Тој одбива да ги прими сите 35 мина рамковно вработени кои според владиниот план треба да преминат во институцијата со која раководи со образложение дека му требаат кадри квалификувани за инспектори и тоа на исток, а не на запад од земјава.
Дали директорот Пауновски ја премина линијата на дозволеното или премиерот Заев покажува нетолеранција кон различно мислење од подредените функционери? Што мислат граѓаните во рубриката Микрофонот е ваш. Мислам дека чекорите на Пауновски се правилни од аспект што он е главен организатор на работата. Мислам дека е во право човекот. Зашто секој стручно треба да биде образован за да изврши некоја задача и некоја работа. Папи Пауновски кто kao një farë lloj diskriminimi. Pa marrë parasysh është etnik, apo është nuk bëhet fjalë përgjithësi mund të thosh që nuk bëhet fjalë për diskriminim etnik, diskriminim përgjithësi. Треба да си ги слуша одлуките на владата. Ai nat vend pune ka ardhur me ndihmën e kryesisë ose konkretisht me ndihmën e Zaevit edhe prap duhet të largohet sipas urdhave të tij. Па мислам дека треба да се конфронтира со владата и со премиерот, треба да стапи во контакт, да разговара и да му каже што е исправно за неговата работа. Па дуhet përballohet me kryeministrin si kryeministër. Duhet. Ако не се согласува, нека се замени. Të del në duel nëse ka nevojë që ta arsyetojë veten ose e kundërta për çka e ndrojnë. Ако е непослушен, исправно е да го разреши. Ама ако е во право инспекторот, значи не е премиерот во право да го разрешува. Pa duhet të shkarkojmë me një farë mënyre, për arsye se disa punë ka marrë në dorë të veta, sikur të jenë kompetentat e tija personale. Па ја мислам не е исправно тоа, затоа што еве и вработените сите го поддржуваат, ја го поддржувам, зашто со добар и квалитетен кадар може да има успех во работата. По мене не е исправно, Некако се покажува сила, не се почитува мислење и лош печаток остава и во така завриенава ситуација во државата и мислам не е добар пример. Може би треба некој компромис да се направи, да се поразговара и да се спушти топката пониско. Управата за водење матични книги е под лупа на јавноста и на антикорупцијската комисија, откако неделникот Фокус објави дека штотуку регистрирана фирма добила тендер од $500,000 за дигитализација на матичните книги. Со управата раководи Бујар Дардишта, кадар на ДУИ, а фирмата е во собственост на Лирин Фетаи. На сомнежите од јавноста и опозицијата дека станува збор за сомнителна набавка, од управата одговараат дека Комисијата за јавни набавки нема законска обврска да проверува кога се регистрирани компаниите што учествуваат на тендерите. Славица Филиповска. Ковид работен ден во подрачното оделение на управата за матични книги во Скопје. Donete lajmëroni fëmijët postali. Në cilin spital është I lindur? Spitalin shtetëror, të qytetit. Nëse është në rregull, domethënë nënshkruaje këtu edhe numrin e letër njoftimit do e shkruash. Në rregull. Djali juaj, fëmija juaj është I lajmëruar domethënë këtu në Shkup. Ju derisa jetoni në Gostivar, ashtu, ne Landën domethënë do e fillojmë këtu ne, do e dërgojmë tek Ministria e Punëve të Brendshme. Atje duhet të I ndajnë numër am fëmijës tuaj. Ajo procedurë domethënë zgjatën 5 ditë punë. Do e merrni certifikatën e lindjes të fëmijës tuaj në Gostivar. Pa. Kudo që tjetë ne jemi të lidhur, domethënë në mënyrë elektronike. Ndash në Vrapqish, ndash në Gostivar, kudo që e keni më afër juve, atje mund ta merrni. Ne jemi këtu për qytetarët. S'ka problem, kaloni mirë.
Откако еднаш во управата за водење на матичните книги ќе се пријави новороденче, венчани или починати луѓе, овие документи со понов датум може да се побараат и онлайн. Ова е депото на подрачното оделение на управата за матичните книги во Скопје. Една по една книгите се скенираат во електронска форма и се враќаат на местото од каде што се земени. Откако ќе се скенира книгата, податоците на граѓаните заведени во неа се достапни во електронска форма. Нема прелистување на книгите, нема оштетување на книгите, си ги чуваме книгите, значи тие се златни за нас. Освен за службениците, целта е да се олесни процесот на добивање документи за граѓаните. Наместо да доаѓаат на шалтери, секој граѓанин може електронски да поднесе барање на порталот e-portal.uvmk.gov.mk и да наведе како сака да го добие документот. По пошта, во местните матични канцелари или во подрачните оделенија на управата. Моментално што се дојдени, значи се 3 барања. Еве, ќе го отвараме оваа барање сега. Ова е барањето што го поднел, значи. Зашто е? Странката за извод на матична книга на родени. Мајката има поднесено за неговото малолетно дете. Барањето се отвара, го поврзуваме сега барањето, значи, проверуваме податоците, значи, дали се точни. Штом ни се точни, значи, ние гледаме дека е точно и тие податоци ги потврдуваме. Значи, моментон што ќе се потврди оваа барање, на странката на граѓанинот му стаса мејл нотификација дека вашето барање за издавање на извод на родени е обработено, можете да дојдете да го подигнете. Кога по овој пат тргнал млад брачен пар од Скопје, наишол на проблеми. А изводот од матичната книга на венчани им бил итно потребен за да побараат кредит. Не успеавме никако да се најавиме на нивниот систем. Така брачниот пар тргнал пеш по барање за извод на венчани. Од управата остана на моментот дека со едва и можам да кажам убедување ни го дадоа изводот на матична книга на венчани само преку системот кој што го имаат електронски, односно заведено во нивниот систем дека ние, односно јас и мојот сопруг во таа година имаме склучен брак, но книгата не ја видовме и не знаеме дали досега е пронајдена за да може да се потврди дали во изминативе 4 години ние имаме промена на нашата брачна состојба. Од управата уверуваат дека ниту една матична книга не е изгубена. Кога госпоѓата била на шалтер да поднесе барање или кога го поднела своето барање електронски и така ја известиле, можно е да книгата да била во самата просторија каде што биле се сканирале книгите. Може би таа книга била тука на сканирање. Но тоа не значи дека изводот издаден без да се изврши проверка во книгата. Ние изводите ги издаваме исклучиво по преходно извршена проверка во секоја книга. Настапот на Пецевска доаѓа како замена за интервју со директорот на управата Бујар Дардишта, кадар на ДУИ. Процесот на дигитализација е во тек, а го следат низа скандали. Неделникот Фокус објави дека од 2019 година па наваму за набавките за хардвер, софтвер и дигитализација управата потрошила најмалку 1,5 милиони евра. Од нив, речиси половина милион евра, на тендер добила Новатек ИНВ, компанија која е регистрирана во Централниот регистар само 1 месец пред објавување на огласот и само 3 месеци пред да се склучи договорот за јавна набавка. При тоа, немало никакви критериуми во однос на капацитетот и претходното искуство на фирмата. Туку единствено се барало вработените кои ќе ги скенираат матичните книги и ќе внесуваат списи да поседуваат одредени сертификати. Зошто управата спровела тендер за хардвер, софтвер и дигитализација со фирма регистрирана непосредно пред објавување на огласот? За ова прашање би ве замолила ако може да ви одговорите оделението за јавни набавки. Сепак тие се тие надлежни кои што го спроведуваат тендерот и би одговориле во писмена форма ако не е проблем. Одделението за јавни набавки во управата за матични книги не гледа ништо спорно ниту во тендерот што го добила Новатек ИНВ, ниту во другите договори. Овие набавки се во тек на реализација, се уште не се целосно реализирани. Комисијата за јавни набавки нема законска обврска да ги проверува економските оператори кога се регистрирани како правни лица.
Согласно Законот за јавни набавки, единствено што се проверува е дали економскиот оператор има издадено негативна референца на електронскиот систем за јавни набавки и документите кои се бараат согласно член 88 од Законот за јавни набавки. Фирмата која доби најголем дел од колачот, Нова Текинава, е во собственост на Лирин Фетаи, кој за Фокус рекол дека ги исполнил критериумите, оти имал искусен тим. Освен истражувањето на Фокус, работењето на управата за 2019 година го очешлаши Државниот завод за ревизија. Констатирани се помалку средства во однос на издадени изводи, потоа дека не се водела матична евиденција за изводите по поединечен сериски број, како и неправилности во процесот на јавните набавки. Ревизорите навеле неповолно мислење во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и се резервирани за усогласеноста на управата со законската регулатива. Ревизорите за 2019 констатирали кусок од околу 94.000 изводи. Како причина за констатираниот кусок во Скопје од 92.257 изводи и во Ресен од 181 се наведени ненавремено и недоставени рекапитулари за раздолжување од страна на одговорните лица на подрачните одделенија. За кусокот од 1655 изводи во Тетово не е утврдена поединечна одговорност за настанатиот кусок. За кусокот од 300 изводи во Гостивар и 58 изводи во Прилеп задолжено е одговорното лице да го надомести приходот. Не се работи за недостаток, туку се работи за подоцно сметководствено книжење на овие изводи и рекапитулари на издадени изводи од страна на сметководителот. Меѓу другото се вели дека не се води материјална евиденција на изводите по поединечен сериски број. Не е точно. Не е точно, за оглед на тоа дека ние изводите ги водиме по секој извод си има, самиот извод доле на изводот си има точен сериски број, дали извод на роден има буквата Р, па 7 бројки, буквата В 7 бројки и буквата У ако е извод на обрени, така да не е точна и таа констатација, затоа што сите изводи се водат точно по начин издавање на изводи, заверката на изводите е токму по тој број. И го демантираме исто така тој дел од ревизорскиот извештај. Значи ова дека ревизорите грешеле? Се случува, се бива. Грешка или сомнежи за незаконско работење е дилема која се обидува да ја расчисти Државната комисија за спречување на корупцијата. Предметот е отворен под опрен глас по истражувањето на неделникот Фокус. Случајот го води антикорупционерот Владимир Георгиев, кој најавува темелна финансиска проверка на процесот на дигитализацијата. Предметот е многу нов, би рекол, скоро го отворивме, меѓутоа, како што спомнавте и вие, генерално ние не застануваме само околу таа конкретна набавка, туку кога отвараме предмети, се обидуваме да го имаме поширока, да добиеме пошироката слика околу постапувањето на соодветната институција. Вклучувајќи, значи, ревизорски извештаи, некои претходни набавки, со цел да добиеме целосна слика на работењето. Така ќе биде и во овој случај. Управата досега успеала електронски да ги поврзе сите 146 матични одделенија ширум државата. Од 8 милиони податоци, досега се скенирани околу 3 милиони. Книгите ги скенираат вработените во фирмите кои ги добиле тендерите, но во простории со скенери на управата за кои не добивме дозвола да ги снимаме. Целиот процес на дигитализацијата се планира да заврши до крајот на 2022 година. Генералниот секретар на владата Мухамед Зекири размислува што да прави со договорот за полагање државни испити со Инвока Group. Станува збор за истата фирма, чиј газда е во притвор заедно со претходниот генерален секретар Драги Рашковски поради сомнеж за злоупотреби во набавката за софтверот за сообраќајни прекршоци. Проблемот е што обвинителството ги заплени компјутерите на Инвока со кои се спроведуваат државни испити за 13 институции. Затоа сега, например, кандидатите за нови суди и јавни обвинители ќе мора да почекаат на решение за да го продолжат полагањето на приемниот испит. Ирена Каревска. Истрагата за набавката на софтверот за сообраќајни прекршоци, во која првоосомничен е екс-генералниот секретар на владата Драги Рашковски, предизвика нови неочекувани проблеми. Целосно е блокиран системот за електронско полагање државни испити во 13 државни институции, бидејќи фирмата инволвирана во тендерот со софтверот Invoca Group ги менаџира и државните испити, а обвинителството и ги заплени компјутерите. И тој тендер за државни испити Invoca Group го склучила со Рашковски. Дали
прашањата за суди и обвинители им се давани на одредени кандидати однапред или пак истите се продавани. Дали Рашковски местел и тргувал со прашањето? Државната комисија за спречување корупција најави дека најверојатно ќе испитува дали е доведен во прашање легитимитетот на досегашните тестирања. Обвинителството не открива детали, а засегнатите институции бараат итно да се откочи процесот. Интервентно да се најде некој друг субјект кој што би можел да го покрие тоа. Ниту една опција не е затворена, сите опции се отворени. Поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски во моментов е во притвор, како и сопственикот на фирмата Invoca Group Даниел Станчев. Еден од претресите на обвинителството е спроведен на правниот факултет при УКИМ, каде Рашковски е вонреден професор. И од факултетот и од обвинителството демантираат дека е проверуван кабинетот на Рашковски. Причината за претресот направен е што Invoca Group таму изнајмила простории за да го смести Центарот за електронско полагање државни испити во 13 институции. И тој тендер, како и оној за софтверот, го нарачал и спровел владиниот генерален секретаријат, предводен од Драги Рашковски. Во претресите на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција беше одземена и компјутерската опрема од оваа просторија, па системот за електронско полагање на државни испити во моментов е блокиран. Тука се полагаше за лиценци за возачи, медиатори, вештаци, управители со отпад, царински застапници, негуватели, а во овие простории се спроведуваа испитите за идни судии и јавни обвинители. Актуелниот договор е склучен во август 2020 година меѓу управителот Даниел Станчев и Драги Рашковски како генерален секретар на владата, во вредност од 151.000 евра. Invoca Group била единствен понудувач. Предходно, истиот тендер, Invoca Group го добила и во 2018 година, но за помала сума, околу 90.000 евра. Согласно условите во сегашниот договор, фирмата била должна да обезбеди 2 простории и мебел за одржување електронско полагање испити, додека генералниот секретаријат требало да ја обезбеди компјутерската опрема. Од правниот факултет велат дека фирмата имала договор за закуп на просториите, кој повеќе пати бил продолжуван во изминатиот период. Во меѓувреме, пред неколку недели, договорот истекол и како што велат отправен, не е планирано негово продолжување, па Invoca Group треба да се исели. Интересно е што токму просторијата што ја изнајмувала Invoca Group во минатото била неформален кабинет на Драги Рашковски. Како што пишува на влезот, овде бил компјутерскиот центар на факултетот, со кој раководел Рашковски, како идеен творец и воспоставувач на системот за електронско полагање испити и електронско водење на студентските досиеа направен. Сега со оваа просторија се поврзуваат сомнежи за манипулирање на резултатите од државните испити, со кои во изминатите 2,5 години управувала Invoca Group. Опозицијската ВМРО ДПМН уште во септември 2019 година предупреди на такво нешто, посочувајќи на тогашните испити за упис на Академијата за судии и јавни обвинители. Фирмата која го спроведува ова полагање е поврзана со двоецот од владата Заев Рашковски. Според информациите на ВМРО ДПМН, двоецот Заев Рашковски преку систематизирана методологија влијае врз електронските резултати на кандидатите, а во текот на вчерашниот ден неколку лица директно поврзани со Заев, Рашковски и СДСМ оствариле нетипично високи резултати. Толку високи резултати досега не се постигнати откако постои Академијата. На пресконференцијата ВМРО ДПМН упати и прашање директно до Рашковски. Дали бил и што правел на правниот факултет во текот на неговото работно време во владата, токму во моментот кога полагале кандидатите блиски до него и до Социјалдемократскиот сојуз. Опозицијата и сега повикува на детална истрага, а премиерот Зоран Заев тврди дека нема простор за сомнеж за злоупотреби во изборот на идните судии и јавни обвинители. Никако не се сомневам, заради тоа што системите се создадени тука, но ги управуваат и ги користат самите институции.
издавањето на лиценците од транспорт и врски, не знам, во Македонски пошти, во многу други институции, се системи управувачки од самите институции и пред се комисии кои што се формирани за самиот дел. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, неофицијално велат дека засега немаат информации за манипулации со електронското полагање на државни испити. Дека не би можело да се местат тестовите, смета директорката на Академијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер-Дамјановска. Вели дека Invoca Group само оперативно го одржувала системот. За неа сега е клучно итно да се најде решение за да се откочи процесот за прием на кандидати, бидејќи е прекинат среде приемни испити. И досега се јавуваше недостаток на кадри, посебно обвинителството имаше замерки и се жалеше за таа работа. Еве тече едукацијата на овие 60 лица, предпоставам половината би постанале кога ќе завршат со обуката судии, а другите 30 ќе постанат обвинители, но не се доволни. Постојат и повеќе упразнети места кои што имаат потреба од пополнување. Заради тоа, ова ќе беше најголемата генерација, практично што ќе ја минеше обуката во Академијата, овие 97 млади луѓе. И мислам дека мора да се обезбеди начин, токму заради тоа, за потребите на правосудството, да се пополнат со кадри побрзо, да се најде одредено решение за оваа работа. Според неа, неопходно е интервентно да се најде нова фирма што ќе ја замени Invoca Group и ќе го управува електронското полагање испити, наместо да се распишува нов тендер, за што е потребно повеќе време. Сега сме практично блокирани и во многу незавидна положба. Мислам дека треба да направиме еден напор, ако не интервентно, пошто овој субјект, кој што имаше договор со владата, во моментот не може да не обслужува, да се најде некое преодно решение, законот за јавни набавки тоа го предвидува, значи интервентно заради вис мајор, виша сила, може би треба да се направи интервентно, да се најде некој друг субјект кој што би можел да го покрие тоа. За разлика од Академијата за суди и јавни обвинители, која го одложи полагањето, Инспекцијскиот совет имал среќа да ги заврши испитите на своите кандидати неколку недели пред заплената на компјутерите на Invoca, но тие веќе побарале раскинување на договорот со оваа фирма, бидејќи почнале да користат свој софтвер. Договорот кој што го имаме склучено со фирмата, како анекс на главниот договор кој што генералниот секретаријат го има склучено со Invoca, предвидува таква клаузула со која што се уредува постапката како да се раскине договорот и токму тоа го превземавме, значи од наша страна е веќе доставено барање до генералниот секретаријат за да се отпочне постапката да го раскинеме договорот со Invoca. И е детално образложено во тој допис од кои причини се бара, дека тоа е поради новиот закон, новиот принцип на обуки, новиот принцип на полагање на испитот за инспектори, а впрочем исто така дека ни е обезбеден веќе софтвер, односно платформа преку меѓународен донатор. Актуелниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири вели дека анализираат кое е најдоброто правно решение во новонастанатата ситуација. Да почекаме. Јас секако сум транспарентен во однос на јавноста, ќе ви известам веднаш што ми имаме конкретно решение, кој се секако и решението за прекинување на договорот стои, но сето тоа ќе бара време по тоа за да се ангажира некој друг ако се иде на таа варијанта. За тоа секако нема да биде за неколку недели, туку се работи за месеци, но дека не се заврши целата постапка ако се ангажира некоја друга фирма која што ќе ги извршува тие задачи кои што до сега ги има извршено оваа фирма. Проблем е што Invoca Group нема пречка за вршење на дејност, па нејзиниот договор со Рашковски се уште е активен. Дали е опција Invoca да продолжи со работа со овој договор? Не знам тоа, за тоа треба да кажат, ние од нив добивме писмено известување дека не се во можност да продолжат со работа, затоа што им се одземени компјутерите и врз основа на тоа правниците кај нас ќе предложат конкретно решение како да постапиме понатак. И министерот за правда Бојан Маричик денеска изјави дека се работи на проблемот со блокираното тестирање.
Решение, кажа, ќе има до крајот на неделава. Ако е така, засега единствените во редот за полагање испити, идните судии и јавни обвинители, наскоро ќе го продолжат приемниот испит. Ако пак најавите на министерот се покажат оптимистички, редот само ќе се зголемува. Редовните гледачи веќе знаат дека ќе одиме на уште едни реклами, а потоа ќе видиме саботажата. Току-што вратена на листата Подобни, една од советодавачките за мултимилионскиот компјутер за секое дете од кое не се офајди образованието, туку нечии джебови. Со очекувано потребната редовна хипокризија се конфронтира со идејата за дигитална едукација, која веројатно според односот на поголемиот брат кон себе, наоѓа начин, додуша небулозна, да ја стави во паралела со оној на нацистите кон неподобните автори. Па да ги запалиме најдобро, како во времето на Хитлер, една купа да направиме во центарот на Скопје и да имаме едно ритуално палење на учебниците, бидејќи тоа го правеле тоталитарни режими. Партиските стратези, чија идеолошка матрица е спиритус мовен за политичкото делување, изгледа дека промовираат блискост со токму такви едноумни диктаторски принципи на владење. Па инсистирајќи на приклучок кон нив, како аргумент, ги користат своите предвидувања за расплетот во кој според нив, една од големите сили, веќе и ги има спакувано коферите. И паметно е да бегаат, затоа што ќе бидат уништени. Значи, Кина може да ќе биде третина или половина уништена, они ќе бидат 100% уништени. За Русија мислам дека ќе биде 5% уништена, они ќе бидат 100% уништени. Зашто системите што ги имаат русите се толку брзи и толку прецизни што оние не може да парираат. Токму такви се и проспектите кон унијата. Таа се разбира не е до толку уништена, но на неа се гледа како на нужно зло, кое всушност и нема да има голем придонес за развој, туку ако биде, според стручната анализа, нема да се земат предвид долгорочните процеси, туку ќе има за цел да предизвика само инстант ефект. Јасно ни е дека и сега не ни е реална варијанта. Нема да ни се случи брзо. И дека евентуално меѓувладината конференција која би се случила, реално е само за спас на актуелната политичка партија на власт, да се задржи тука каде што е. А таа власта воопшто не ни погледнува натаму, туку затворено ужива во сопствениот бабл, без никаква волја да стане звезда на европското знаме. Оптоварена единствено со потребата да стане малска светка, несвесна дека таа констелација никогаш ниту била проблем, а уште помалку решение, туку само обична, безпредметна фама. Ја живеам во Скопје повеќе години, скопско крило сам, какво сум сега. Не е важно дали живееш во село или во град, и тоа нема никакво влијание за начинот на однесување. Тоа особено важи кога в лице им се подсмеваш на сите кои не можат ниту да стасаат до дадената привилегија, бунтувајќи се дека и по неа чувствуваш обесправеност, и тоа во споредба со оние кои молат за било што, а не за право да бираат. Мислам дека се целосно дискриминирани претеници, затоа што ние немаме право на избор. Граѓаните се во предност затоа што имат право на избор. Гледам дека има тука и Pfizer, има веројатно следните денови ќе има и друга вакцина, AstraZeneca. Претениците се насочени со да бидеме вакцинирани со Спутник. И на крајот, граѓаните навистина ќе имаат право да бираат. Уште малку и вакцини, ама и на избори. До тогаш, шоуто продолжува. Немојте да мислите дека некој ви се плаши. Немојте да мислите дека некој ќе дозволи да правите што сакате во оваа зграда. Возвратно немој ти да мислиш дека ја некому се плашам. Имам... Ви одземам збор, благоварам. Ајде. Има, ама зашто? Благодарам. Благодарам. Со вака неустрашиви борци, ама само за збор, Македонија тешко дека ќе добие нешто. Оти на неа е веќе доста од оратори. Таа бара дела. Останете на Алса да ги видите и вестите во 23 часот. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно!